Slušaj Voboja, slušaj radio Slobodna Makedonija. Da otkrijem za javnost koja sluša ova emisija, što točno včera se случуваше пред Македонската православна црква Свети Димитрија, тука на Стара автобуска, на ондека карши Камен мост, карши новиот музеј на револуционерната борба на ВМРО. Што се случуваше вчера со доаѓањето на бугарската експедиција од 200-300 луѓе, за кои отидоа да постават и плоча и да се прекрстат и помолат во црква. За таа цел го викнав човекот кој прв постираше на Фейсбук и прв каже јас ќе застанам пред црквата, кој ќе дојде добродошол. Тоа е од Куманово, ми доаѓа Предраг Петрушевски. Бинго, добро вечер, добродошол во мојата емисија. Добро вечер, Миленко. Чест ми е да бидам гостин во твоето шоу на радио Слободна Македонија, што веднаш ме асоцира да кажам дека ова е Слободна Македонија, ова парче, зашто има уште 2-3 дела за да бидат слободни и обединети. Не е комплетна, тоа се согласам. Да. И користам прилика да им честитам Васелица православна година на сите македонски православни христијани, сите православци во светот. Значи, вчера имаше, уште од петок од саботата беше најавата дека бугарска една експедиција со неколку автобуси, кој од Бугарија, кој од Македонија, кој од Србија, од бугарскиот дел кај што има бугари, ќе дојдат и ќе влезат според нив во бугарската црква Свети Димитрија во Скопје, на што реагираше Бинго Петрушевски и рече дека ќе оди да застане таму. Јас лично имам голем греф вчера направено, затоа што завчера ветив дека ќе дојдам, дека ќе бидам таму, дека ќе стојам, меѓутоа сега ми е глупо да кажам зошто не сум дошол и така натаму, ќе биде извинување, едноставно моја грешка е, мој греф е и затоа и критиките што ги трпам ги одмолчувам, бидејќи луѓето што ми искритикуваат, затоа се апсолутно во право и тука нема бегање. Така да, еве овдека јавно извинување до Бинго, извини што не дојдов па да бидам со тебе, со братот Митко од Струмица и со сите други таму. Меѓутоа колку бевте, доволно бевте. Па го прифаќам извинувањето, знаеме дека си со нас, иако не беше физички, и чест ми е што видов дека човекот кој сите го сакаме, Херојот Јохан, беше на гости кај тебе, и јас имав истата чест и верувај, тоа чувство е не секојдневно и задоволство да се биде со Јохан и со Сонја, и затоа те оправдувам јас лично, другите не знам дали ќе те оправдувам. Секој има право, да, велам вината е моја, не. Братот Јохан кога дојде кај мене ми покажа некој подарок што си му дал ти, а тоа е всушност една онака рачна бомба од Првата светска војна, нормално без барут нутре, без ништо, меѓутоа една мала, фина и така се гледаат тие шрапнели кои би требале на сите страни да се, и вика, ова ми од братот Бинго, вика, види колко е убаво и може би пола саат ја гледаме бомбата од сите страни. Да, тоа не е од Првата светска војна, не... Отпорано е? Отпорано е, имено мојот прадедо бил трговец за Солун, тоа време близу пред Илинденското востание, и во своите каравани надоле носел што носел, наома носел вреќи со разни производи, меѓу кои што биле скриени бомби, куршуми и барут за Илинденското востание, и подоцна тие се полнеле во нашата куќа во избата, и една застанала така за успомена и ми беше чест да му ја поклонам на Јохан. Добро, Бинго, јас ја постирав оваа слика како сме овдека на почетокот во всушност режијата на телевизија, на радиово, се ми е телевизија во режијава на радиово, пред да почнеме,
Sa тоа што јас имам за денеска спремено плейлиста која спреми мојата продуцентка од музика, меѓутоа Бинго имаше желба, негова песна, значи него што го погодува, како на мене на почеток, да емитуваме, таа желба сега ќе му ја исполниме и услишиме и потоа ќе влеземе во делот од разговорот, односно единствениот дел од разговорот, а тоа е како течеа настаните вчера, од и она што го видовме, барем на медиумите, беше доста конфузно од тоа кој дал изјава, кој што кажал и кој што не кажал. Значи сега одиме со она. Оваа фреквенција е твоја. Слушај Радио во боја. Радио Слободна Македонија. На кого не му одговара, нека не слуша. На кого му одговара, нека слуша. Миленко Неделковски радио шоу. Радио Слободна Македонија. Гостин вечерва во емисијата ми е Предраг Петрушевски Бинго, до кој го оди првото прашање од луѓето што на Facebook ја слушаат и ја гледаат, односно ја гледаат дебатата. Бојан Кимов прашува зошто Бинго го викаат Бинго. Оти, нели, у Кратово има Дзинго, у Куманово има Бинго. Бинго ми остана така прекар 99-та кога беше нападната тогашната СРЈ од НАТО, бомбардерите. Јас продав Бинго на улица, тоа живее. И бидејќи не може да ме најдат дома со поканата, ми ја донесе на улица поканата за воена вежба, како ја вика, тоа е 99-та. И полициската станица, кој е овој, кој е тој што продава Бинго, и така ми остана прекарот и горцу на тој мој прекар. Кратко мислам да не темата е сосема друга. Добро, праша нек. Да. Добро, значи уште еднаш да повторам за слушателите што ја следат емисијава. Вчера имаше во 12 часот во црквата Свети Димитрија најавено доаѓање на неколку стотини бугари од Бугарија, Србија и Македонија, кои сака да запалат црква, да запалат него свеќе во црквата Свети Димитрија и да одадат почит на Мара Бунева на годишнината од нејзиното загинување, а веднаш потоа да отидат и да постават спомен плоча која по правило на кејот на Вардар никогаш не издржува повеќе од 12 часа. Веднаш се распаља. Бидејќи имаше Бинго, да кажеме, телевизиските станици трчаа по бугарите да ги интервјуираат, односно тие кои беа со бугарската агенда. Не видовме ниту еден интервјуиран од македонскава страна или некој од тие, да кажеме, свештени лица што беа внатре. Имаше дури и еден приведен момак, дечко, Димитар од Скопје, кој беше приведен, иако едноставно само отишол во црква да си запали цвеќа. Па ме интересира, може ли вака реално да не го објасниш текот на случувањето еве некаде од кај 10:30, 11 па натаму? Вака, прво да го поздравам Димитар Почевски, дечкото од Скопје, тој ми е брат, другар. Значи, тој беше приведен пред да дојде да помине преку камениот мост од не знам кои причини, но покажување на луѓето веднаш било слободен, значи не бил малтретиран, но сепак жалам што му е загарантирано уставното право за непречено движење во една демократска земја. А за настаните што вчера се случи, значи пред текст на сите тие настани е пишувањето на бугарските медиуми, кои случајно ги прочитав на интернет, а потоа имаше и некој напис на еден интернет портал дека бугарите ќе дојдат да одржат панахида и да дадат помен во бугарската црква Свети Димитрија во Скопје. И во тој подтекст пишуваше и дека свештениците од Скопската епархија морале да дозволат панахида, иако не им е драго што така биле најавена панахидата во која црква се држи, дека христијанскиот секој се пушти во црква. Тоа е точно се. Да, и ние не сме против тоа. Мене лично, значи, кога читав, ме заболе фактот што
Значи доаѓаат кај нас, ги дочекуваме, никој не ги понижава, не ги малтретира, а тие со самото доаѓање, со самата нивна изјава, се извинувам, дават одма повод за провокација. Јас тогаш лично, значи го напишав тој мој статус на Facebook, каде што реков дека во 12 часот точно ќе отидам пред црква, го постира на Facebook, каде што пријатели кои не ми се само пријатели на Facebook, нормално го прочитав, го презедам, меѓу кои беше и ти благодарам за тоа, имаш голем дел од популаризација на тој настан, иако лично познати причини не беше. И така, значи немаше некоја организација, некој агитирање, чисто луѓето кои сака и кои разбра зошто сакаме да сме таму, дојдоа. Значи, како христијани, како македонци, почувствувавме некоја лична обврска према себе, према своето потомство, да застанеме во одбрана на она што е најствето на Македонија, на македонската црква и нашите идеали. Во тој момент не ни размислував што може да се случи. Бидејќи не знам, ќе одам, реков, ќе застанеме, ќе направиме што ќе направиме, значи немавме никаков план, идеја. Тука ни се приклучија луѓе кои ни се јавува и телефонски и по Facebook, значи дадоа различити идеи кои доста добар дел ги спроведовме. Значи основна цел ни беше, што и постигнавме, да им покажеме на гостите да влегуваат во демократска земја. Значи не сакавме да направиме нереди, насилие, ни да наседнеме на провокација. Почнавме полека да се собираме, дојде полицијата, она беше веќе пред нас таму, не разговараше, значи немаше никакви наредби, ништо. Едноставно ние си стоевме пред влезот на црквата, се собиравме полека. Тогаш дојде и првите гости од Бугарија, организаторите. Морам да кажам во оваа пригода дека човекот од МВР, кој го контролираше сето тоа да не избие во несакана насока, разговаравме со него, го повикавме организаторот од Бугарија или од Македонија што беше, и во присуство на службеното лице му реков дека може да влезе во црквата без транспаренти, без знамења, без никакви странски обележја, да се помоли како христијанин, бидејќи црквата не е за политичка или националистичка пропаганда. Тој е сепак храм на Господ како во сите земји. Човекот се согласи и самиот рече дека влегува во Македонија, влегува во Македонска православна црква. Значи, она што сакавме да го постигнеме во старт, веќе со самата негова изјава се оствари. Друго е што велиш ти, никој од медиумите нас не прашал ништо. Ја мислам тоа е едноставна причина, ние немавме никакви обележја на нас, за да некој знае кои сме и што сме. Значи ние не отидовме таму ради некоја лична промоција на некои наши идеи, идеологија, отидовме чисто да го покажеме и да издействуваме оно што го чувствуваме. Полека се собира гостите од Бугарија. Имаше 2-3 случаи со бугарски знамења. Ние веднаш реагиравме. Што сака да влезат? Да, да влезат во црквата, ние реагиравме. Еден дечко не сакаше да го тргне, повикавме полиција, полицајот му рекли да ја тргне, го тргне знамето и го пушти, пен се влезе во црква. Значи, црквата не е место за националистичка пропаганда, политичка пропаганда, тоа е место за молење према Господ, како секој верник што би направил во црква. Исто морам да кажам, луѓето што бевме заедно, отецот на црквата, не сакам да зборувам за имиња, нели не е убаво, човекот од Тетово се придружи кон нас и рече дека лично нема да дозволи внатре во објектот на црквата никакви снимања, значи внатре во објектот, никакви снимања, никакви пароли и никакви говори што беше испочитувано, и јас мислам дека со тоа и едноставно успеавме во нашата првобитна намера. Се случуваше таму во дворот, тие се сликаа, си правеа нивна пропаганда, значи, али не внатре во црквата. По одреден период... Колку време траеше? Па негде околу 25 минути. 25 минути, значи, тој панахидата што е зацртале, тие се излегува, ние си влеговме, после си запаливме свеќи, се помоливме во храмот, и тогаш почна да излегува тие, ние застанавме на влезот од црквата, што бевме 5-6 луѓе,
И еден од нив настапи со провокација према еден дечко Струмица кој раче да не му го спомнам името, го навреди и изреагираше човекот и веднаш се створи тензија. Дури тие намерно пријаѓа и стоја пред нас со закани и со недолични зборови, обидувајќи се испровоцираат на наша реакција. Има денеска пуштивме некои видеа снимени од наши луѓе што беа присутни. Има клипчи. Значи, тогаш полицијата МВР правовремено реагираше, значи ги побили, ги отврна провокаторите, значи гостите од Бугарија ги одделичи од нас за да не дојде инцидент, бидејќи ние пак и повторам не бевме со цел таму да направиме инцидент, туку да се одбраниме Македонската православна црква, незиното име, незината светост. Ова што го пишува во некои медиуми, односно портали, пред се подоцна дека постоел конфликт меѓу самите бугари таму, меѓу нив, дека се поделиле на вистински бугари, на србомани, на шпиони и така. Па да, тоа што го рекол, пишува, меѓуто дали го прочитавме, го видовме, дали на лице место подоцна исправено тоа во некои портали, бидејќи ќе кажам реков дека ние не бевме со никакви обележја па да новинарите да препознаат кои сме, нели? Ние бевме таму како македонски христијани без обележја во своја држава. И најверојатно тој конфликт меѓу нас и бугарите го представија како внатре бугарски, што не е точно, нели? Едноставно кажано, не им дозволивме да ја остварат својата намера. Нема, бугарите внатре меѓу нив нема конфликт, како што пишува во медиумите? Не, конфликтот беше со нас, македонците, не со ниве меѓу... Може би тие се скарале бидејќи некои сака да провоцират, некои меѓу нив се смирува, може би имало некој меѓу нив. Ама тој дал не си го видел ти, не? Не сум го видел, мада далечина гледав како се потуркуваат меѓу себе кога полицијата ги отурна од нас, кога ги поби, што се вика, према камениот мост. И тоа е тоа, значи, мене едноставно ме интересира зошто, што велиш ти, медиумите наши македонски, не зборам за нивните бугарски медиуми што беа присутни, не најдоа за сходно да направат реален прилог, не за нас, не зборам за нас, него едноставно ги представија како, бугарите ги представија како луѓе кои дошле, направиле нешто, поставиле нешто, постигнале некоја цел. Ствари тие беа спроведени, ја го искористив зборот како стадо овци беа спроведувани Скопје, само да не направат, да не бидеме ние испровоцирани, да не искочи некој инцидент. Нели, јас ја почитувам државната политика за добрососедски односи, тоа е друго. Овдека тие беа дојдени како туристи, како гости, тоа е веќе друга ситуација. И потоа од црквата се упатија, имаше кордон полиција за да стигнат до кеот на Вардар за поставување на плочата. Да, они тука се организираат пред споменикот на Филип II, се организираа, ги извадија знамињата што ги крие, што не ги внесува во црква, ги оставија пред црквата, ги ставија на стапови од трски. Тука се организира, тука тргна организирано преку камениот мост, ние не ги следевме, полицијата кордон, значи од сите страни ги придружуваше до нивното место на настанот. Значи таму ние не присуствувавме, си замиравме на кафе пиење со пријателите после. Значи ние не одевме да направиме инцидент, ние едноставно си ја штитевме Македонската православна црква, а подоцна слушнав дека таа пластична плоча се поставиле, значи понижување да ставиш пластична плоча да почитуваш некој, нели? И било скршена се инаќе. Што имаше на мостот еден транспарент голем, своја историја, немате туѓата ја крадете, поставено од некои момци од Скопје, кои се? Разбравте кои се тие дечки? Тие беа дел од нас. Тие се од помлади, повозрасни сега? Па, зрели момци. На кој мост беше поставено тоа, да објасниме на? Ми се чини, после беше свртено на кај... Да го гледаат они кога пустува на кај новата зграда на Министерството за земјоделие. Да. Тука некаде погоре. Сега не можам момент. Значи и тоа беше наше дело од групата тоа го заврши, значи се бевме координирани без никакви инциденти и тоа е тоа.
Не би сакал да навлегувам во ликот и делото на Мара Бунева, тука се историчарите, експертите кои знаат што треба да напишат. Јас дадов ветување дека до година македонци ќе одржат панахида во чест на македонката Мара Бунева, родена во Тетово. Доста не го одбележиме тоа, бидејќи доста ни ја крадат историјата, а ни ја крадат, веруваме, бидејќи во бившиот комунистички систем беше забрането се што не беше во интерес на тој систем. Значи се штите одредени категории на луѓе за да биде некој тогаш натремир. Значи ветувам од ова место преку Радио Слободна Македонија, секој сторам до година да се честува панахида од македонци за македонката Мара Бунева. Јас денеска имав се бајле во една пријатна средба со еден мој така пријател кој исклучително го ценам и особено го ценам неговото знаење и разбирање на историјата македонска воопшто, кој вели ако да кажеме севкупната историја на Македонија има 800 страници примерно, едно 200 страници се посветени на Втора светска војна и напишани книги, добри, лоши, вакви, такви, меѓутоа обработено и сем тоа сите други 600 страници се безмалку празни, односно бели, затоа што ништо не е пишано, ништо нема. Ја, например, во петок во телевизиската емисија моја, ќе се вратам во средниот век и ќе отворам темата и дебатата за македонскиот цар Самуил, за македонската династија на византискиот цар Васили и за македонскиот цар Душан. Тоа ќе ми е тема сега во петок вечер, каде што ќе обработам на начин да се не да се зборува со импресии, ја мислам, ја сакам, ја ова, туку да се зборува со документи, со пишани со пишани документи кои може да потврдат тезата која некој си ја кажува или ја брани. Нешто слично и со Мара Бунева сега кога излезе овој инцидента и секоја година кој излага инцидентот излегува што кажал овој, што кажала не знам внука и сестра и брати, овој оно и така натаму, каде што се гледа, само не се гледа дека таа има некаков си бугарски во неа некаков бугарски корен или желба за. Крајно ме интересира, Бинго, да ми кажеш од овие луѓе што дојдоа вчера, кои бевте 60-70 души, сем од Скопје, од кои други градови имаш? Сем од Скопје, има се нашто од Куманово неколку, од Струмица, Прилеп и ми се чини од Битол имаше 2-3 дечки. Значи луѓе кои оделија време, сакам да кажам дека сите луѓе кои рекоа дека ќе дојдат, а не може да дојдат, претежно ми се јаве од оправдани причини, значи никога не сакам да прозиваме бил не бил, значи кој можел дошол, кој не можел не дошол, а знам дека сакал. Има, што вика, има време уште за војни, зашто Македонија, како велат, 50 години па нешто и се случува. Добро, сега моје да ти заблагодарам што дојде од Куманово до тука, што ја објасни оваа дилема. Веднаш да кажеме дека овој аудио запис твој во овој момент се снима и ние ќе го постираме кој како сака, јас кај мене да кажеме на Facebook, така да може да се прошири, па луѓето да си слушат и да гледа, да преку Facebook да ја разберат вистината. Што на вистина се случи вчера, оти реално на толку телевизиски камери, ние не го видовме следот на нештата како што се случуваше. Дали не биле навремено, дали не биле инспирирани телевизиските екипи, дали не можеле, дали може би биле попречувани од група луѓе или од полициски сили, јас не може да навлеземе во тоа, бидејќи јас стварно не знам. Медиумите има тотален пристап до сите настани, значи не бе, јас што гледав лично, значи не бе попречувани, сите снима, влегувају во дворот, зема интервјуа, никој не беше попречуван, значи слободата на говорот е загарантира уставно право, слободата на известување и настани и така. Значи, али секој известувал по свое лично наоѓање. Бидејќи секоја година си доаѓаат бугарите и чествуваат тоа, што сметаат дека, мислам, ако они мислат дека Мара Бунева
пробугарка, тоа е нивно право, нека се мислат што сакат, никој нема право да им се меша, како што и ја не дозволувам мене некој да ми се меша. Имавме Старама може би не, нели? Имавме и овој случај крај баш крај Куманово на Зебрњак на одбележувањето на годишнината Србите што ја одбележува и така натаму. Македонија секогаш била толерантна кон сите своји соседи, кон сите своји граѓани од државата кои мислат другачие вака и така, и никогаш не правила никому проблем. Спротивно од тоа, кога ние би сакале да поставиме на, да кажеме, на плоча на местото во манастирот каде што е одржано првото заседание на АСНОМ, или ако би сакале да кажеме да ставиме некој венец на некој македонски револуционер или природбеник што има гроб или што е роден во некој градче во Пиринскиот дел од Македонија, во тој случај се соочуваме со проблеми, со забрана од полицијата таму да се дојде, со закани од локалното население. Па тоа зборува за нивниот степен на демократија, значи не би навлегувал во тоа. Конкретно за битката на Зебрњак, за споменикот во Кумановско, што е ова година, нели, владини делегации од нашата држава и од Србија заедно чествува. Тоа се сепак гробишта на српски борци загинати во некогашни балкански војни, нели? Како што има и француски гробишта и германски гробишта во Македонија доваѓа делегации. Значи тоа се жртви на војна, значи необележани. Тука сега доваѓаме до вториот дел ти што го начна, зашто пак ние нам не дозволуваат. Треба да ги прашаме, например, за Прохрупчиски, кој го продаде Прохрупчиски 90 години, зашто, која е била намерата. За во Пиринска Македонија, зашто некој потпиша да не се ние грижиме за нашето малцинство во Пиринска Македонија. Значи да не отвараме широки теми кои се поприкладни за политичари или научници или историчари. Бинго, уште еднаш ти благодарам што допатува во овие доцни часови, а пред честитање на Стара Нова година, односно православна Нова година, србите викаат Српска Нова година. Што одвои време да дојдеш, да го минеш патот низ магла и во доцни вечерни часови. Меѓутоа се надевам дека е тоа во интерес на вистинското информирање, да луѓето ја добијат правилната информација за тоа што вчера во текот на пладневните часови се случуваше на потегот меѓу споменикот на Филип Македонски, Александар Македонски и оној дел тамо до кај поранешен Гранд Хотел, сега се вика Холидейн. Бинго, уште еднаш ти благодарам и се надевам дека во најскоро време повторно ќе се видиме, а дека до година ќе ја исправам грешката што ја направив оваа година и ќе бидам на панихидата македонска на Мара Бунева. Благодарам, Миленко, за поканата. Не се сомневам дека до година ќе направиме македонска панихида за македонката тето, пришто и отците од црквата, што е тето рече, па таа е наша теточка, како може да биде бугарка, значи тоа се неговите зборови. Благодарам што ми овозможи да се чуе гласот на луѓето што бевме заедно вчера, да кажеме она нас што не поттикнало, да го кажеме она нас што не поттикнало да излеземе и да го сториме тоа што го направивме, не нанесувајќи штета, значи никому, чисто излеговме да го браниме православието македонско, македонската православна црква. Ти благодарам уште еднаш. Почитувани слушатели, тоа беше Предраг Петрушевски Бинго, мојот гостин кој дојде од Куманово. Вие слушате Радио Слободна Македонија, емисијата Миленко Неделковски вечерно радио шоу. Слушај во боја. Слушај Радио Слободна Македонија.